Согласно анализите на Министерството за економија од информации на производителите, цената на маслото за јадење во наредните 10 дена ќе биде под 100 денари за литар, изјави министерот за економија Крешник Бектеши. Ако правиме споредба пред да почне поддршката од владата, кога цената на маслото за јадење беше 150 до 160 денари, речиси 60 до 70 на 100 ќе има намалување и потоа ќе продолжиме и со другите производи. Истакна министерот. Во контекст на намалување на цените, Бектеши ги наведе млечните производи за кои голема македонска компанија денес се изјасни дека доброволно ќе направи за граѓаните позитивна корекција, но и тестенините. До крајот на неделата ќе имаме одлука за замрзнување на цените на тестенините, односно за макарони и шпагети. Минималното намалување ќе биде 10% од постојните цени на овие тестенини, но убеден сум дека намалувањето ќе биде и поголемо и тие нема да бидат повеќе од 44 денари, кажа Бектеши. Најавениот бран на пониски цени е добра вест за граѓаните кои досега ја губат битката со цените. Добро е. Добро е, не треба само зетино, треба и други производи да се намалат. Тестенини да, млечни производи и така натаму. Зејтино и како што речеа, лебо не се толку важно, ама месото, кашкавало, тие работи треба да се намалят. Па сигурно добро. Сега колку ќе биде веродостојно, ама мислам дека ќе биде. Па ептен добро. За граѓаните како што имаме ниско примање, ептен е добро. Добро, сине.